Се враќаме во студиото. Како што кажавме, тука е поранешниот пратеник од редовите на ВМРО ДПМН Драган Данев. Господине Данев, добре дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, поздрав до вас, поздрав до вашите гледачи. Еве некако почна со работа новата влада, почна и со теренски активности, почна полека да ги представуваат и своите проекти за она што ќе прават, кои им се ургентни реформски приоритети, представија и некои економски проекти. Како за вовед во разговорот генерално, како гледате на почетокот на работата на владата, се разбери на собранието? Добро, ова е типично ВМРО-вска влада, вака народски кажано. Зошто? Затоа што ВМРО секогаш кога било на власт и кога е сега на власт, верувам дека и во иднина се одликува со ветување на проекти, реализација на тие проекти, една соодветна динамика. Фуриозен еден почеток можам да кажам со оној ветерен парк што нели го најавуваат, сега отварање на нови или почеток на изградба на нови школи, на градинки и така натаму, верувам дека таа мотивација ќе продолжи и понатака и тоа што е ветено мора да се оствари. Да, имаме доста проекти, нема да навлегуваме во поединечни проекти, бидејќи таму има, не ги не знаеме параметрите, ниту податоците, ќе видиме како ќе оди таа реализација, но исто така гледаме дека и почетокот на работата на владата имат и одредени предизвици, да не кажеме проблеми, уште со собранието и составањето на Афрем Гаши за председател, па реакциите околу тоа. Има и други гледаме работи. Некако не почна се баш мазно, ми се чини. Видете, ВМРО ДПМН бевме 7 години, 8 години опозиција и сигурно дека почетоците се такви какви што се, има сериозни предизвици, но мислам дека со тек на време сето тоа ќе добие една динамика во насока на реализација на проектите што се ветени, на работите што се ветени, на издигнување на Македонија на едно ниво на кое што го посакуваат граѓаните. Главните цели е развој на економијата, развој на образованието, развој на здравството. Тоа е она за што добивме подршка од граѓаните на Република Македонија и фокусот треба да биде усмерен во таа насока. Нормално, оние политички работи кои што како секоја влада треба и ова да ги решава, ќе ги решава, но мислам дека интересот на граѓаните е насочен кон реалните проблеми, затоа што 7-8 години јас не се сеќавам на една сериозна реформа која што сегашната опозиција, тогаш позиција, ја започна, а да не зборуваме за довршување на истата. Да, една од покрупните работи, ајде да речеме, која има и меѓународните димензии, тоа е употребата на името на државата Северна Македонија, дали се употребува, дали не се употребува. Пред се зборувам за реакциите од соседна Грција, кои се прилично остри. Грчкиот премиер Мицотакис неколку пати повтори дека земјава ќе има проблем, доколку продолжи како што вела да го крши Преспанскиот договор. Од друга страна, премиерот Мицковски одговори дека не се крши Преспанскиот договор, дека ќе го почитуваат, дека тој е веќе донесен, дека тука нема што многу и да се направи, но дека негово е право да ја употребува имејката Македонија. Мислите ли дека ќе имаме тука проблеми, бидејќи ако Грција навистина ја возобнови блокадата, значи освен блокадата од Бугарија, сега всушност блокадата од Бугарија ќе стане и небитна. И релевантна. Да. На Македонија не и треба дополнителен проблем на патот кон Европската Унија. Доволно овој проблем што го имаме со соседна Бугарија. Мислам дека полека стишуваат оние реакции од Грција. Видете, на тој договор, на Преспанскиот договор, гаранти се Соединетите американски држави, нашите стратешки партнери и Европската Унија. Ако ја следевте, а сигурно ја следевте изјавата на амбасадорката во Република Македонија на САД, ќе видите дека таа изнесе факти во кои што се охрабрувачки во однос на нашите македонски интереси и ставови и е задоволна со она што во моментот премиерот и владата го прават на тоа поле. Што е најбитно во случајот, ова сум го зборувал и претходно, ќе го кажам и сега и во иднина. Најбитно е од сите тие договори меѓународни, билатерални, какви и да се, да граѓаните од едната и од другата страна на границата или во двете држави имат бенефит. А бенефит е навистина добро соседството во реални рамки. Да ние кога ќе одиме во Грција се чувствуваме пријатно, да имаме добар амбиент, да имаме луѓе со кои што реално ќе комуницираме, ќе соработуваме. Исто и тие кога ќе дојдат во Република Македонија, од наша страна им се покаже тоа добро соседство, односно гостопримливост.
Тоа е она кој што треба да го решаваат овие билатерални и меѓународни договори. Сите други работи мислам дека политиката е тука и за тоа да ги решава проблемите, а не да создава нови проблеми. Јас сум оптимист дека во насока на односот со Грција и новонастаната ситуација дека работите ќе бидат изгладнати и ќе добиеме еден тек на прием, односно од кон Европската унија без некоја пречка од соседна Грција. Да, амбасадорката Агилер повтори нешто што го кажа и Стейт департментот порано. Тие на некој начин го поздравија тоа што владата се заколна на уставното име на државата и кажаа дека се задоволни од тоа. На некој начин тие не покажаа дека забележуваат на прекршување на Преспанскиот договор. Но од друга страна Агилер каже друга работа во однос на преговарачката рамка дека нема да има репреговарање, а тоа го повтори гледаме и евроамбасадорот Гир, дека не може да има тука репреговарање на рамката, нешто што очигледно премиерот Мицкоски не се согласува. Постојано зборуваме за непроменливост на рамката, на преговарачката рамка и тука во студиото, мислам со еден мој соговорник пред 2-3 недели разговаравме и дека тие ставови на Европската унија се непроменливи, се конечни и така натаму и така натаму. Ние да не ја забораваме Лисабонската декларација 90-тите години кога експлицитно стоеше во заклучоците од таа декларација дека оваа држава може да биде признаена, но само без употреба на зборчето Македонија во нејзиното име. Така да ништо не е вечно. Јас не викам дека преговарачката рамка може да се промени и да претрпи одредени измени, но добро е да се разговара. Значи добро е да се разговара. Премиерот истакна дека има одредени креативни решенија на ниво на информации кои што ние ги имаме, ние може да дискутираме сега како би било, што би било, но сигурно од инстанца на премиер да се даде една таква изјава за одредени креативни решенија кои што може да помогнат во откочување на преговорите, верувам нема потреба да не веруваме во тоа и да се надеваме дека ќе се случи. Колку што можам да забележам, владата и ВМРО ДПМН сите ние, значи, не е проблем внесувањето на бугарите во Уставот. Бугарско малцинство постои во Република Македонија, ви на последниот попис колку е толку е важно. Постои, ние сме држава во кој што дел од народите, односно така наречените етнички заедници се спомнати во Уставот, но ставовите и оние ригидни изјави кои што ги дава раководството на Бугарија, особено претседателот Радев, мислам дека треба да добијат една друга конотација, Бугарија да покаже дека сепак е наш сосед, дека се залага за добрососедски односи и таа реторика од страна на бугарската страна мислам дека треба во догледно време, кратко време да биде променета. Зошто да не е? Напротив, алудираме и треба тоа да се случи, да Бугарија конечно ги почитува барем дел од пресудите на Страсбург. Еден мал чекор од бугарска страна, еден момент на испраќање добрососедски сигнали, мислам дека ќе го откочи овој процес и Македонија ќе ја одржи таа втора меѓувладина конференција со Европската унија. Да, господине Денев, покрај сите тие трзавица со Бугарија и проблеми кои ги имаме и барањето за менување на уставот и така натаму, се чини дека останувањето на Македонија доволно долго надвор од Европската унија може да предизвика сериозни турбуленции. Еве, например, го гледаме примерот во соседна Албанија, каде што Бугарија успеа да создаде преку ног бугарско малцинство, очигледно со давање на бугарски пасоши и државјанства. Значи, луѓето го бираат едноставно тој пат, но гледаме дека тоа може да предизвика и сериозни проблеми, како например менување на етничката слика на државата. Нема дискусија и нема коментар околу определбата на Република Македонија за влез во Европска унија. Значи тоа е една од нашите стратешки определби уште во раните 90-ти години и Македонија, владата во моментот на ВМРО ДПМН и коалицијата мора да работи за откочување на преговарачкиот процес и тука околу тоа нема дилеми. Секако дека преговарачкиот од на Република Македонија кон Европската унија позитивно ќе влијае врз развојот од сите аспекти на нашата држава, па и од овој што го спомнавте вие, и ние мораме да направиме се да преговараме, да бараме преговори, да преговараме со Бугарија, не да преговараме одредени договори можеби, но одредени состојби може да се репреговараат, да се преговарат и да се донесат одредени заклучоци и правци за добровит и на македонскиот народ и на граѓаните на Република Македонија, но и на бугарскиот народ и граѓаните на Република Македонија. Пак ќе кажам, поентата на тие меѓудржавни договори е да бидат од добровит на двете страни од границите, не само едните да се чувствуваат
како одредени условно кажано победници, а другите понижени. Ако ги гледате последните анкети, а сигурно ги пратите, гледате дека огромниот процент од граѓаните на Република Македонија не го поддржуваат влезот на Европската унија под овие услови, односно под така наречениот бугарски диктат. Јас не би го нарекол диктат, но сепак е едно манифестирање на соодветна политичка сила од дистанца на членка на Европска унија и НАТО. Впрочем, ние сме сојузници во НАТО. Јас оваа ситуација ми е навистина една малце вака имагинарна. Сојузници, а меѓу себе се блокираме. Ние де факто сме воено-политички сојузници во НАТО со Бугарија, а Бугарија е таа што не блокира. Претходно мораме да кажеме честно, искрено дека Франција беше таа која што на некој начин стави едно вето 2018 или 19 година. Да. Кога беше сега Бугарија, а сите ние, пак ќе кажам уште еднаш, сме воено-политички сојузници во рамките на НАТО алијанса. Да, тоа го има посочено и американската администрација во минатото неколку пати, кога ги даваше забелешките до Бугарија, дека сепак тоа се две земји членки на НАТО, дека тоа прави проблем и во НАТО. Добро, да се префрлиме малку на собранието. Тама е исто така интересна работата. Знаеме дека ВМРО ДПМН има убедливо мнозинство, но гледаме дека опозиција фактички нема во собранието, бидејќи СДСМ е прилично тивка, имаат своји внатрешни проблеми очигледно. Гледаме дека единствена опозиција е левица сега за сега, која е гласна и артикулирана. Мислите ли дека ќе опстои таа ситуација така или дека СДСМ можеби ќе се разбуди некој време? Видете, јас не би ги коментирал состојбите во СДСМ, тоа се наши политички конкуренти. Здраво е за една држава да има здрава опозиција, тоа впрочем е добро и за самата власт, има коректор во секој момент и за секоја ситуација, и тоа дава поголема одговорност, отчетност према граѓаните и така натаму. Но видете вака, и кога сум бил на одредени раководни позиции, кога активно сум бил во политичкиот живот на држава и не ме интересирал политичкиот противник, искрено вака можам да кажам, затоа што знам ако самиот го дадеш својот максимум и луѓето околу тебе го дадат максимум, од резултатите нема да изостанат. Што и да прави опозицијата или политичкиот конкурент и противник, тоа си е нивна работа. Пак ќе кажам, нема политички простор кој што не може да биде, кој што ќе остане празен. Ако СДСМ го напушти тој простор, тука е веројатно левица која што е во собранието действува опозиционо и пак ќе кажам, тоа е работа на СДСМ, на нивните органи да се реформираат, реорганизираат. Мене ме зачудува, јас бил честитал и изборот на доктор Филипче за председател на СДСМ, но како да кажам, и Филипче беше носител на листа во четворката, каде што СДСМ убедливо изгуби. Колку од позиција на поразени можат тие структури да ја реформираат СДСМ, пак ќе кажам, тоа е нивна работа и на членовите на СДСМ. ВМРО ДПМН има бришан простор, но има и сериозни предизвици кои што треба да се решаваат. Мнозинството го овозможува моментот да све што ќе се замисли се и оствари. Тука е сега на владачката структура да се го покаже својот целосен капацитет во полна динамика. Да, владачкото мнозинство е прилично близко и до двотретинско мнозинство во собранието. Имаат проблем со Бадентер, особено со целиот Бадентер. Гледаме таа со измените за закона за локална самоуправа кои сега не може да се направат поради ДУИ. Добро, што мислите, сега да ја вршам за знам, нивното учество во владата, тоа е интересно бидејќи тие се една партија која фактички е партија која доаѓа, која има кадрите се отцепени од СДСМ, да речеме, тоа се кадри на СДСМ. Имаше и некои шеги на социјалните мрежи која ги видоа Весна Бендевска или Горан Минчев, например, дека СДСМ е сепак живо и на власте, не се отидени. Мислите ли дека ќе опстои тој политички брак на подолг рок? Ако е заснован на цврсти основи, на сериозен договор, кој што договор абсолвира развој на Република Македонија во еден краток, среднорочен и долгорочен период, зошто да не обстои? Знаете како, сегашниот премиер подаде рака на соработка и ако се сеќавате на еден од митинзите и на Знам и на Левица, мислам дека беше тоа митинг во Охрид, за не напаѓање во текот на кампања, тоа беше една подотворена врата за идно коалицирање меѓу овие две партии. Левица не ја прифати таа подадена рака, Знам ја прифати, колку што можев да забележам во текот на кампањата. Знаете како, левицата и десницата во Република Македонија
според мене, треба заедно и да донесат една национална стратегија во повеќе области. Не тоа да биде национална стратегија на ниво на, не знам, на све, на држава. Туку во делот на надворешна политика, во делот на образование, во делот на внатрешните работи и така натаму, па може ова да се да се свати како една символика на едно мини, па би рекол, обединување меѓу македонска десница, македонска левица, бидејќи, како што рековте и вие, знаме едно одцепено крило на СДСМ. Верувам дека незадоволните од досегашните политики на СДСМ се здружија околу Максим Димитриевски, ги ја формираа, знам како партија и освоија значителен број на гласови, респектабилен број на гласови и сега се во влада на Република Македонија. Ова е прилично слична ситуација како и со НСДП на Тито Петков. 2006 година, да, коалиција. Слично беше и 98 година, ако се сеќавате со или со Васил Топурковски. Тоа се едни модалитети кои што, јас би рекол, пак мора да бидат засновани на цврсти основи, темели, а тоа се договори за соработка во идниот период, пак ќе кажам, и краткорочен, и среднорочен, но и долгорочен, се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Верувам дека нема да има сериозни предизвици во однос на тој дел од коалицијата. Битно е да има стабилно мнозинство и битно е да се реализираат ветените проекти, но и работи кои што не се ветени, кои што како предизвици ќе се појавуваат да се решаваат на соодветно ниво. Македонија веќе навистина нема време за чекање и силувањето е огромно, раслојувањето социјално е огромно. Македонија губи на секое поле. Македонија губи луѓе со таа демографска структура. Македонија губи таленти во сите области. Верувам дека ова е последен момент да се, што вели народот, фати возот и да тргнеме по патот кој што води кон просперитет, а сето тоа, пак ќе кажам, мора да биде придружено со сериозни обиди да се откочи овој евроинтегративен процес. Што мислите за левица? Гледаме дека тие порасна од 2 на 6 пратеници, мислам дека очекуваа и повеќе, сепак 6 и тоа е респектабилна бројка. Мислите ли дека ќе продолжи оваа партија да расте или дека некаде тука им е плафонот или границата? Колку што можам јас да изанализирам сето тоа ќе зависи од состојбите во СДСМ и нивниот тек на како ќе се одвиваат работите кај нив. Дали тие ќе се успеат да се реорганизираат, да се реформираат, да фатат приклучок кон овие процеси или тој простор ќе го остават на левица. Ако СДСМ тоа во краток рок не успее да го направи, тогаш левица ќе го заземе просторот на опозициона левичарска партија во собранието и во македонскиот политички простор. Да. Гледаме дека ДОИ исто така не се помирува лесно со нивната нова опозицијска улога, но од последниот партиски настан дојда прилично остри пораки, може да се каже несвојствени за ДОИ кои во изминативе години па и деценија можеби се обидуваа да се представат како еден стабилизирачки фактор, кога опозицијата ќе даваше радикални изјави, да се трудеа да смират и така натаму. Сега Али Ахмети вели нешто како слично, вели ако Македонија и Албанија се одвојат од Европската унија, во Македонија ќе останат само државјани со бугарско и со албанско државјанство, што е една порака која индицира на некои стари идеи за поделби и така натаму. 30 години еве независност на Република Македонија, 33 години, ние се занимаваме во најголем простор во политичкиот живот се за правата на албанците, правата на ваквите права, па онакви права, па надоградување на тие права и така натаму, и еве кај што сме. Јас не велам дека тие права не треба да се унапредат. Јас мислам дека Македонија е единствена држава каде што правата на етничките заедници на ниво на тоа какво што се. Но сега ми остави еден момент, го разговаравме пред емисија, имаме европско првенство во фудбал, една споредба ќе направам. Фудбалот е велат најважната споредна работа на светот, а фудбалските фанатици велат дека е најбитната работа. Една споредба ќе направам. 93-4 година првата меѓународна утакмица на Република Македонија, репрезентацијата фудбалска беше со Словенија. Ние ги победивме 4-1 таму, во Скопје 2-0. Бевме доминантни. Дали синоќа, еве, ја следевте утакмицата помеѓу Словенија
и Португалија. Да, да. Словенија денес игра осми на финале на Европско првенство. Постојан учесник е на европските и светските фудбалски надпревари. Словенија не е по фудбалска нација од Република Македонија. Ова е еден пример каде што сакам да го. Словенија е кошаркарски европски шампион беше пред одреден период. Тоа не е кошаркарска нација. Сакам да ви кажам, Слично е со големина со Македонија. Ние мораме да се фокусот и нашата енергија како политички систем, како политички па како граѓани ако сакате, да го насочиме кон креирање на соодветни вредности. Значи, ние не можеме цело време да се занимаваме со еден корпус на прашања, а сето друго да биде занемарено и целата енергија да трошиме во таа насока. Јас би бил среќен ако господинот Ахмети се заангажира да сите оние што играат под македонско знаме и ја слушаат македонската химна, да ја запеат македонската химна. Со тоа би бил, со таква една изјава и со таква една порака кон своите сограѓани албанци би бил навистина среќен и би ја поздравил таквата порака. Ова што сега го кажувате околу изјавата на господинот Ахмети, ова би го дефинирал како една нервозна политичка опозициона изјава, бидејќи долго време не биле во опозиција, не се навикнати во опозиција и сега пак на пиедесталот ќе биде национализмот, праќање вакви едни навистина непријатни пораки и дуи тоа реформирање на дуи фактички реформирање во однос на нивниот мајндсет. Македонија не е држава во која што дуи мора да биде на власт. Тие имаат забелешки и во предизборието и после изборието и при формирањето на новата влада и велат дека албанците не се застапени во владата на Република Македонија, односно се игнорира гласот или мнозинството албанци при нивниот избор на 8 мај. Да, па јас вака ќе го потсетам господинот Ахмети. Ајде да провериме, еве нека се направи анализа. Дали 2017 при гласање на тогашната влада на Зоран Заев, мнозинството македонци во парламентот ја поддржаа таа влада. Зборувам за македонци. Ако веќе одиме на тие теми, не сакам да ги зборувам, но ме поттикна изјавата што ми ја цитиравте. Дали законот за јазици, што според мене е уставна категорија навлегува во уставот, е гласано со мнозинство македонци. Тогаш јас дискутирав 2017 година и му предочив на господинот Заев, тогашен мандатар и после премиер, дека ќе биде единствен или прв премиер во Република Македонија кој што изгласан без мнозинството македонци пратеници во собранието на Република Македонија. Така да, тие работи, тие тогаш ме убедуваа и господинот Османи, на неколку наврати бевме во емисии дека тоа е поминато, дека сега е 61 пратеник, тоа е, значи, фактичката ситуација, ние сме парламентарна демократија. А ако е така, вие, господа, дуи немате ни политички, ни морален кредибилитет да ги отварате тие теми, сте во опозиција, во мора да помане колку што можам да забележам подава рака, може да соработуваме на проекти, на законски решенија, во мора да помане како носечка партија во владеачката коалиција, мора да ги подржи сите конструктивни предлози од страна на опозицијата, но и опозицијата да даде пас или зелено светло за се она што мисли дека е во интерес на граѓаните на Република Македонија. Да. Тоа е еден мора меѓу действувањето на позицијата и опозицијата да има соодветен пресек на интереси кои што интереси ќе бидат поддржани во интерес на граѓаните на Република Македонија. Да, добро, за да имаме време малку да поразговараме за образованието, имаме нова министерка, тоа е Весна Јаневска, таа веќе почнува да зборува за оние проблеми кои се наталожени во секторот во изминатите години, како што е недостатокот на учебници, спојувањето на предмети и така натаму. Еве како една генерална оценка, што е кои се тие ургентни приоритети кои треба да се направат во образовниот сектор? Прво треба да се направи едно сериозно скенирање. Едно е од позиција на опозиција да ги гледаш, перцепираш работиве, а друго е веќе кога ќе преземеш палката во соодветното министерство и веќе треба да се решаваат проблемите и да се, пак ќе кажам, стави една црвена линија, да се знае до сега е направено ова, од сега почнуваме со тоа што е добро. Значи пак ќе кажам, не е се лошо. Тоа што било добро да се продолжи со процесите кои што се добри, тоа што не е да се направи соодветна реформа и да работите тргнат во позитивен правец. Образованието е една широка тема која што не е посебен сегмент во општественото живење во секоја држава, па и во нашата. Све што се случува во општеството се осликува и во образованието, но јас мислам, не што Драга Данев е во
образование и еве на некој начин сите проблеми ги воочува или се рефлектираат врз сите нас. Значи образованието е темелот за развојот на една држава. Јас не кажувам некоја голема мисла, многу политичари кои што се признати во светот, една Голда Меир кажала, значи за да има развој на една држава, треба да се спречи корупцијата, треба да има здраво образование и треба да има квалитетно здравство. Мораме како држава, како народ, како општество да се фокусираме во развојот на образованието. Ние не може да имаме добри лекари, ние не може да имаме добри инженери, ние не може да имаме добри менаџери, ако немаме соодветно образование. Не е лошо да се проанализираат, ако веќе тоа не се направило, некои современи европски и светски модели на образование кои што даваат резултат на краток период. Пример, многу често го споменуваме тој фински модел. Истражував пред некој време за што се случува со Финска и со нивниот образовен систем, па имаат соодветни големи резултати на многу краток период, пак ја кажам. Замислете, таму вели мора да има правичност. Она што го УНИЦЕФ го има тоа дефинирано или констатирано и кај нас во неколку извештаи. Значи нашите, право, што значи правичноста? Да оценките што ние ги ставаме како наставници и професори бидат еквивалент на знаењата на учениците. Знаете може би едно лично искуство. Најдобри оценувачи се учениците во класот. Ако ви ставите една оценка која што се мислите или е дискутабилна, или еве народски кажано сте му попуштали еден ученик. Верувајте, цела училница реагира. Учениците знаат кој за колку знае и колку знае. Тие се најдобрите оценувачи. Затоа тие во нивниот образовен систем правичноста е ставиле на пиедесталот. Исто така еден многу битен момент што ми остана како еден силен впечаток. Учениците во Финска не учат под одреден стрес дека мора да имаат добра оценка. И не се под притисок нити од родителите, нити од наставниците, од никој. Значи, оценката е таа што е и треба да одговара на знаењата и не оценка по секоја цена. Учат за да научат да учат. Тоа се некои битни работи кои што тој систем ги има веќе апсолвирано, ги применува и дава резултати. А кај нас во средно сите доаѓаат одлично. А кај нас мора сите да бидат одлични. Имаме матура во која што 7000 матуранти се наоѓаат во една Вибер група, препишуваат и сега што правиме? Кои се критериумите тогаш? Ние мораме да направиме пресек на работиве. Еве државната матура кога ја спомнав. Да видиме како држава, како институции, дали сме способни тоа што сме го замислиле како државна матура да го спроведеме. Ништо не е страшно ако во одреден период констатираме дека ние оваа година не можеме да ја спроведеме матурата на начин како што сакаме, за да таа матура ги даде соодветните резултати. Нека се направи одредена анализа, па наместо матура може да има некои приемни испити, може друг облик на матура, може да се најдат начини и методи како да се спречи тој систем на препишување и така натаму. Сакам да кажам, ако правиме, да правиме нешто квалитетно. Ако не е квалитетно и ако не дава резултати, подобро да не го правиме и да се насочиме кон барање на други решенија. Да, еве, тогаш за крај да биде ова прашање. Исто интересно ова за Финска што ви го кажувам, значи кај нас исто така може да се забележи како општеството тој надпреварувачки дух во смисла кој ќе биде најдобар, кој ќе биде подобар. Па тука се вклучуваат сите надворешни елементи на кои што не име местото во таа работа. А гледате финците што викаат. Не такмичарскиот дух, заедничкиот дух, духот на помагање меѓу учениците. Тоа е она кое што треба да биде еден лајт мотив во развојот на нашите ученици, општо во развојот на образованието. Еден момент, сега не знам тука дали го некој коментирал, Светска банка прави истражување на талентираноста на една нација. Последното истражување кажува, или предпоследното, дека ние по индексот на талентираност на нашето општество фактички, од 51 место во светот, сега имаме паднато на 71 место. Значи 20 места имаме пат на тој индекс на талентираност. Што значи? Дека тешко ги воочуваме талентите, не даваме соодветен фокус на нивен развој, имаме одлив на таленти и така надам, и ние мораме на тоа да се насочиме. Па развојот на една држава се темели на таленти. Немало Вардар да постои ако не бил Дарко Панчев, Васил Рингов, Пепе Ѓорѓевски и така натаму. Сега од наше време зборувам. Сега новите генерации имаат своји дели. Немал
нашата кошарка немаше да беше тоа ако не беше Пеце Нумовски, па Постантич и така натаму. Сакам да ви кажам, не е само во тој образовен дел. Значи, ние мораме соодветно внимание да посветиме на талентираноста на нашите деца, развојот на тие таленти и фокус на нивниот развој. Мораме да бидеме конкурентни, не само регионално. Ние мораме да бидеме конкурентни регионално, на европски рамки, а зошто да не и на светски рамки. Не е тоа ништо неостварливо. Ние имаме спортска академија. Пример за спортот сега. Во таа спортска академија, ако гледате нивните состојби пред 7-8 години сега, ќе се разочараме сите. Значи ние немаме нови приказки. Горан Стефановски шо вели пајакот е создаден да плете мрежа, пајажина, луѓето се створени да прават приказни. На Македонија требаат позитивни приказки. Приказни, значи позитивни приказни кои што се фактички една идентитетска вертикала на нашиот народ и на граѓаните на оваа држава. Тоа мораме како држава да го направиме. Значи како држава мораме да го направиме. Ние мораме да имаме нови актери, типот на Ристо Шишков, Мето Јовановски, режисери Милчо Манчевски, Љубиша Ѓоргиевски, еден нов Дарко Панчев, еден нов Пеце Наумовски, Антич и така натаму и така натаму. Па ние со нив се поистоветувавме во наше време. Како? Да. Значи, мораме да имаме позитивни примери и на тој начин да обстоиме, да се избориме за нашиот идентитет онаков како што ние сакаме. Со тоа е поврзана еве и последната вест, последното прашање, тоа е извештај на Државниот завод за ревизија, вели ефикасност на мерките за спречување на одливот на високообразовани стручни кадри, каде што се вели дека извештајот на ИОМ за 2020 година Македонија се наоѓа на топ 20 земји во светот со најголема емиграција во странство, додека според проценките на Светската банка речиси 40% од високообразовниот кадар ја има напуштено државата. Видете сега. Прво и основно што треба владата, а гледам дека работи на тоа поле, методи, не навлегувам во методите и методологијата како тоа ќе се прави и што ќе се прави, во Македонија мора да завладее правда. Ако во државата има правда, секој човек е слободен човек. Ако е слободен човек, неговиот фокус е кон создавање. Значи, ние мораме да го јакнеме тој предприемачки дух, мораме да го јакнеме тој иновативен дух. Тоа е она што ќе ги задржи граѓаните на Република Македонија во нашата држава. Не е се црно во оваа држава. Значи ние мораме, еве вие како медиуми, и ние како луѓе што излегуваат и пред јавноста и креираат некој јавно мислење. Не секогаш само црните елементи да се изнесуваат во јавност. Значи имаме ние позитивни работи кои што треба да ги предочиме на граѓаните, треба да работиме нормално сите. Треба да се смениме самите себе, едноставно кажано. Промените во општеството почнуваат од промената кај секој себе, значи лично кај себе. Ако успееме сами да се промениме, ќе го промениме и општеството. И ова не е само некоја општа флоскула. Не е страшно човек да учи на 40 години, на 50 и на 60 години. Човекот учи додека е жив. Ние мора да си ја победиме таа суета. Суета има секој човек, но таа суета треба да биде насочена во позитивен правец, во конструкција, а не во деструкција, во една прогресивна насока. Верувам дека имаме сили како држава, како народ, како нација да тоа го направиме. Гледаме на мотивираност, еден сериозен ентузијазам кај новата влада и јас верувам и убеден сум и би сакал да верувам дека тој ќе опстои и голем дел од работиве кои што сега ги дискутиравме, огромен број има кои што не ги дискутиравме, ќе успее ова влада да се справи со тие предизвици и сите овие параметри што сега ги коментираме и во однос на талентираноста, и во однос на одливот на граѓани, односно тоа се високообразовни кадри. За тие кадри ние како буџетски, како даночни обврзници сме инвестирале. Значи образованието на тие луѓе кошта. Чинењето го плаќа, парите ги плаќаат граѓаните на Република Македонија. И ние сега во западноевропските држави даваме готов производ. Мора се да направиме, апсолутно се, за да го намалиме тој процент на иселување на граѓаните. Сега само за тоа, сега не сакам да се навраќам назад, но 16-17 година две главни носички теми беа. Тоа беше иселувањето, нели со оние патики пред влада, и беше загадувањето. Ни на едното, ни на другото поле не направија апсолутно ништо, напротив, беа спотери на зголемување на истите. Но тоа е минато. Нема да збориме за ланскиот снег. Сега имаме нова ситуација, имаме нова влада и верувам дека таа влада ќе знае да се справи со
со предизвиците кои што се пред нас. Да. Добро, ви благодарам за ова гостување. Видов пред емисија дека ви е роден ден, па еве да ви честитам роден ден. Значи многу среќа, многу успеси. Добро е што го прославивме еве тука и во живо. Ви благодарам на честитките, да сте живи и здрави, да бидат живи и здрави вашите гледачи. Благодарам уште еднаш за Ви учеството. благодарам и на вас. И со овој дел го завршуваме првиот дел на Студио 10. Ви останете со нас, продолжуваме во вториот дел со Аднан Џаферовски за состојбите во СДСМ.